Раскрсницата што го дели патот во центарот на Дабиле кон Берово и кон македонско-бугарската граница е најфреквентната точка во државата. Тоа го покажале мерењата на Државното претпријатие за државни патишта, кои со специјални бројачи утврдиле дека овој пат е еден од најоптоварените со сообраќај. И во тој дел од Светска банка, која дојдоа експертите, беше офатено до Струмица. Но, бидејќи еден друг показател ни покажа нешто многу чудно, за кое што јас знаев дека е оптеретено, ама не верував дека е најоптеретено во Македонија. Значи имаме ние специјални бројачи кои што го покажуваат интензитетот на сообраќајот. Добре. Сакате верувате, сакајте не. Во нашата држава не постои пооптеретен пат по број на возила од Дабиле Струмица. Затоа Дабиле Струмица таа делница. Затоа што тука се сливаат три патишта. Значи едниот е тој што си доаѓа од граница, другиот е од кај Ровово кој се приклучува од Подгоријата од Беласица и третиот е во самото Дабиле кој се спушта од кај Малешевијата колите и буквално Дабиле станува слеп од стрел. Се закрчува целото. И затоа побарав на име и во однос на резултатите што се беа добиени од бројачите да се преземат други чекори и во соработка со општината ГУП-от го имавме веќе во завршна фаза се проектните документации е предложено и така ќе се гради 4 ленти од Струмица до Дабиле. Китанов вели дека следниве месеци предстојува проширување на оваа делница со 4 ленти, но во делот од Струмица до почетокот на населеното место, бидејќи во селото нема да биде изводливо поради близината на куќите. Затоа што проектот ќе биде и во самото село. Но сега што треба да ви кажам, дека треба да срушиме сите куќи што се покрај патот. Затоа проектот ние ќе го имаме за внатре, но ќе работиме до селото, до влезот на Дабиле и за бар од излезот на Дабиле веќе да се растерите на 4 ленти. Сега тука малку и перцепцијата кај нас е сакаме да се однесуваме, категоризацијата на патишта е различна и според категоризацијата на патишта има различни услови како смееш да се вклучуваш, како смееш да се исклучуваш. Не може веќе од секој погон, од секоја куќа да излегува на таков пат што е со 4 ленти. Или ако е експресен пат, исто така имавме кај Кадрифаково, кога се пушти Миладиновци Штип, луѓето од Кадрифаково викат на автопатот да не ставите автобуска. Не постои такво нешто во светот. Оваа делница е дел од магистралниот пат Струмица граничен премин Ново село, кој во моментов се реконструира.